Цената на златото деновиве бележи несвојствен пад во услови кога кризата на Блискиот Исток и тензиите со Иран се уште траат. Ова е спротивно на досегашните пазарни логики, кога во време на геополитички ризици инвеститорите традиционално се префрлаа кон златото како сигурно за солниште, што доведуваше до раст на неговата цена. Овој пат тоа не е случај. Златото падна под $5,000 за унца, што отвара дилеми дали се менува однесувањето на пазарите. Според Андреј Пулејков од КБ Инвест, станува збор за краткорочна корекција, а не за пресврт на трендот. 2 недели е премногу краток период за се донесат било какви заклучоци. Второ, доколку нас правиме споредба со цената на златото денес наспроти истиот период лани, златото бележи значителни стапки на раст од над 65%. Понатаму, причините за долгорочниот раст остануваат, имено зголемената побарувачка од страна на централните банки, посебно од БРИКС земите, кои постепено го намалуваат нивото на девизни резерви деноминирани во американски долари за сметка, да речеме, на благородни метали и останати валути, ќе продолжи и понатаму. Дополнително, според него, постојат јасни фактори што продолжуваат да ја туркаат цената нагоре. Тоа се геополитичките тензии, санкциите, растот на јавниот долг и структурните проблеми во финансискиот систем. Врз основа на овие фактори, проекциите се дека цената на златото до крајот на годината може да достигне меѓу $5,500 и $6,000 за унца. Паралелно со златото на пазарите се случува уште една необична појава – пат на цените на американските државни обврзници. Вообичаено во време на кризи тие растат, бидејќи инвеститорите ги сметаат за најсигурна инвестиција, но во последните неколку недели трендот е обратен. Според Пулејков, причините за оваа појава се повеќе слојни, од инфлаторните притисоци до неизвестноста околу економските политики во САД. Растот на цените на енергенците сигурно ќе предизвика нов инфлаторен бран. Второ, политиката на кратење на каматни ставки сигурно ќе биде ставена на пауза. Понатаму огромните буџетски дефицити, што планирани, што не планирани, ради конфликтот на Блискиот Исток, ќе продолжи растот на јавниот долг, ќе се зголемуваат трошоците за негово финансирање и така натаму, а сето ова пак ќе има негативно влијание нормално кај довербата на инвеститорите. Овие движења укажуваат дека пазарите влегуваат во период на зголемена неизвестност, каде традиционалните сигурни за солништа веќе не реагираат како порано. Ако ваквите трендови продолжат, тоа може да значи поскапо финансирање на долговите, нов инфлаторен притисок и потенцијално забавување на глобалната економија.